Централен дневник на К1, добро вечер. Да ги погледнеме настаните кои го одбележаа денешниот ден. 8 март одбележан денот на жената со прослава или со низа други активности. Зголемен бројот на издадени одобренија за градење. Никола Груевски промовираше нови 6 мерки за млади. Припадничките на понежниот пол вработени во локалната самоуправа Кавадарци, финансиите собрани за прославата на денешниот ден ги донираа во хуманитарни цели. Донацијата беше наменета за малиот групен дом каде израдуваа 6 дечиња од социјален ризик. Во дневникот во 16:30 имавме директно вклучување од Кавадарци со колешката Мартина Митков. Да погледнеме дел од прилогот. Наместо прослави и забави, припадничките на понежниот пол од општинската администрација во локалната самоуправа решија со донација во хуманитарни цели да го прослават денешниот ден. Односно, оваа донација им припадна на штитениците од малиот групен дом од Кавадарци, каде се згрижени 6 деца од социјален ризик. Подетално за оваа акција ќе слушнеме од советничката за образование при локалната самоуправа Зорка Вачкова. Вработените жени од општина Кавадарци веќе втор пат ја прават оваа акција, донирање хуманитарна акција на ранливи категории. Првиот пат беше во општа болница во Кавадарци на детското одделение, а оваа година се одлучивме донацијата да ја дадеме токму овде, бидејќи знаеме дека судбината се поигрува некош секогаш со ранливите категории кои што нели се дел од општествениот систем, меѓутоа сепак нели таа празнина не може да се потполне со гестови кои што се направат во секојдневието, но сепак ја намалува празнината на она кое што нели го викаме секојдневни и општествено потребни работи. Оваа донација најде на огромно задоволство како на децата, така и на вработените во оваа установа. Веда директорката, вели дека секоја помош е добре дојдена. Една голема благодарност до припадничките од понижниот пол вработени во локалната самоуправа, кои на еден многу хуман начин се сетиле нели на овие деца од малиот групен дом. Им благодарам многу што со својата донација ќе им го олеснат секојдневното функционирање на домот, а најмногу на дечињата кои што верувам се и од самата атмосфера можете да видите се најрадосни. Ваквите донации нека бидат пример на сите граѓани во општината и на оние кои што можат да помогнат, нека го сторат тоа на оние кои што не по своја вина се нашле во оваа ситуација. На овој ден секогаш се поставува прашањето како треба да се одбележува денот на жената. За некои прославата во ресторан се уште е на прво место, додека други сметаат дека одбележувањето треба да биде со едукативни трибини, хуманитарни настани и слични активности. Со прослава или со активности за зголемено присуство на жената во сите сфери на општественото живење, како треба да се одбележува 8 март. Велишанки со поделено мислење за оваа тема. Едни сметаат дека парите потрошени за прослава можат да се наменат во хуманитарни цели, за други пак прославата е неизбежна. Нека си се прослави, нека си се расположат луѓето да еден ден у годината нека испаднат од дома малку. Нешто да се преземе, дали било, да речем, негдека да се помогнали. Би требало и активности, мислам дека е подобро активности, меѓутоа еве и екскурзии се организираат и се.
А зашто повеќе жени да се најдат во политиката, активно работи организацијата на Жени од Велес. Имаме проект кој ни е финансиран од страна на општина Велес. Проектот е женски капацитети. Ќе работиме со жените од политичките партии за што повеќе жени да бидат вклучени на листите. Значи законот е донесен. Ако до минатата година имавме 30% учество на жените на листите, од овие парламентарни избори веќе ќе имаме 40%. Во последните неколку години жените се активно вклучени и во полето на бизнисот, затоа говори успешниот број на жени предприемачи. Унијата на млади сили при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН и оваа година на Велешанки во чест на меѓународниот празник на жената им подари по еден цвет во знак на внимание. Тие сметаат дека не само на овој ден жената треба да добива внимание во текот на целата година, затоа што таа е темел на семејството и на општеството. На символичен начин, со делење на карамфили, ќе се обидеме на овој ден, како што напоменав, на символичен начин да им го честитаме на сите жени, мајки овој ден, во кој што на жената не треба само на овој ден да и се дава значење, поради тоа што таа е столбот на едно општество, столбот на едно семејство, така да но 8 март како светски ден на жената е ден во кој што треба да и се дае поголемо значење на жената и се надеваме дека преку оваа символична акција на Унијата на млади сили ќе успееме да го доловиме тој момент до сите жени и мајки кои што ќе поминат денеска на оваа локација. Конференција со цел ставање акцент на политиките на жената одржаа денеска Министерството за труд и социјална политика, секторот за еднакви можности и UNDP. Министерката за труд и социјална политика Фросина Ременски ја потенцираше поголемата посветеност на грижата и правата на жените во однос на повеќе нивни права, за потребата од поголемо синдикално организирање во земјава и помош од институциите. Денеска е денот кога го обележуваме Меѓународниот ден за правата. Ова нека не биде единствен ден во годината кога се подсетуваме на правата на жената, нека ни биде обврска секој ден во годината да зборуваме за подобри права на граѓаните во Република Македонија, независно на нивната етничка, верска, политичка, полова, социјоекономска припадност и секоја останата припадност. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски денеска промовираше 6 нови мерки за млади и со тоа бројката на истите се зголеми на 40. Груевски потенцираше дека само со работа и реализирање на проекти знае и може да се надпреварува со политичките опоненти. Бесплатна ласерска корекција на диоптрија за студенти, обезбедување бесплатни леки за студенти и средношколци на товар на Фондот за здравствено осигурување, организирање младински настан Студент Фест, со кој ќе бидат опфатени Штип, Битола, Охрид, Тетово и Скопје, обезбедување субвенции за купување музички инструменти, бесплатен здравствен преглед за спортисти, отворање на нови читални во Прилеп, Струга и Гевгелија. Ова се новите 6 мерки за млади кои ги промовираше лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Докажуваме дека значаен е секој проект и дека младите го имаат нашето должно внимание. Ова го правиме затоа што искрено веруваме во потенцијалот на младиот човек и затоа што обезбедувањето на сигурност, добро образование, инфраструктура и можности се работите кои силно го потикнуваат нивниот развој. Со новопромовираните мерки, бројката на истите се зголеми на 40. Груевски потенцираше дека само со работа и реализирање на проекти знае и може да се надпреварува со политичките опоненти. Велешани знаат дека можат да извршат проверка во единствениот избирачки список, но засега малкумина го сториле тоа. Доколку при проверката граѓаните воочат неправилности, имаат право да ги пријавуваат сомнителните случаи и да поднесуваат барања за запишување, дополнување и бришење на податоците од избирачкиот список.
Граѓаните со право на глас имаат можност од својот дом да проверат дали нивното име се наоѓа во единствениот избирачки список. Пред неколку дена и ДИК апелираше сите полнолетни граѓани да извршат проверка. Според направената анкета на К1 телевизија, велешани проверката ќе ја направат пред истокот на законски определениот рок. Не. Ќе проверите ли? Па ќе провериме, мора да провериме како. Не сум проверил, не. Ќе проверите ли? Да. Да провериме, не е лошо. Има време. До јуни. Знаеме дека сме во избирачкиот список. Никоја година не пропуштиле што сега ќе ни избришат. Ме има. И минатиот пат кога гласав, ме има и сега таму. Искрено да кажам не. Ќе проверите ли? Да, обавезно. Не, само што дојдов во држава, немам време. А ќе проверам. Не. Ќе проверите ли? Па мислам не. Зошто? Мислам дека ќе нема проблеми. Граѓаните доколку воочат неправилности имаат право да ги пријават сомнителните случаеви и да поднесат барање за запишување, дополнување и бришење на податоци од избирачкиот список со приложување на соодветна документација. ОДИК информираат и дека секој граѓанин има право да поднесе барање до изборната комисија да не биде објавена неговата адреса од безбедносни причини. Според податоците од Државниот завод за статистика, зголемен е бројот на издадени одобренија за градење. Во првиот месец од годинава издадени се 263 одобренија за градење, што е за 11,4% повеќе од јануари претходната година. Зголемен е бројот на издадени одобренија за градење, говорат податоците на Државниот завод за статистика. Во јануари во Вардарскиот регион вкупно издадени се 29 одобренија за градба. Од тие 14, односно 48,27% се јавуваат физички лица како инвеститор, додека пак на 15 или 51,72% инвеститори се деловни субјекти. Во контекст на ова, според статистичките податоци, во првиот месец од годинава издадени се 263 одобренија за градење, што е за 11,4% повеќе од јануари претходната година. Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 3.108.575 денари, што е за 97% повеќе во однос на тој месец од претходната година. Статистиката покажува дека поголем процент припаѓа на инвеститорите кои што градат и се физички лица, а помал процент припаѓа на оние инвеститори кои се деловни субјекти. Од вкупниот број издадени одобренија за градење, 155 или 58,9% се наменети за објекти од висока градба, 42 или 16% се објекти од ниска градба и 66 или 25,1% за објекти за реконструкција. Во извештајниот период е предвидена изградба на 319 станови со вкупна корисна површина од 26.165 метри квадратни. Советот на млади на општина Велес оствари меѓународна соработка со Милановац, Република Србија. Со оваа прва меѓународна соработка се отвара можност за реализација на низа проекти во кои ќе бидат инволвирани младите, но и соработка и вмрежување со други младински организации од Балканот. Јакнење на соработката помеѓу младите, презентирање на културата и традицијата, заеднички проекти, ова е целта на меѓуграничната соработка на Советот на млади на општина Велес и студентскиот парламент при Техничко-технолошкиот факултет Велес со младинската иницијатива Сака можам од Долни Милановац, Република Србија. Тие деновиве остварија работна средба на која се запознаа со активностите поврзани со идната меѓусебна соработка. Почнеме да работиме на заеднички меморандум со кој ќе официализираме нашата соработка. Сакаме заедно да започнеме некои проекти со кои ќе ги анимираме младите и ќе ги мотивираме заедно да спроведат проекти со кои ќе ги напредат своите можности во средините кај што живеат. Младинската иницијатива од Долни Милановац подолг период остварува соработка со студентскиот парламент при Техничко-технолошкиот факултет од Велес, а во моментов овие две организации работат на подготовка на првите партнерски проекти. Проектите кои што треба да се реализираат во иднина би допринесле пред се за збогатување, односно да им се овозможи на младите да се стекнат со дополнителни вештини и способности,
Голем бенефит од сите тие соработки е новите пријателства и контакти, но од друга страна ни сите тие проекти покрај тоа значи што ќе запознаваме културните вредности на двата градови, односно двете држави поединечно, ќе се создаваат можности за зголемување, односно за подобрување на стандардот на младите. Со оваа прва меѓународна соработка се отвара можност за реализација на низа проекти во кои ќе бидат инволвирани младите, но и соработка и вмрежување со други младински организации од Балканот. На Меѓународниот ден на жената 8 март се одбележува борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите. Состојбата на границата во Гевгелија е мирна, а на грчка страна за влез чекаат околу 13.000 мигранти. Вести од Македонија. Денес се одбележува Меѓународниот ден на жената 8 март. На овој ден се одбележува борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите. Првиот ден на жената е одбележан на 28 февруари 1909 година во САД по иницијатива на Социјалистичката партија на Америка. Во 1910 под закрила на Втората интернационала во Копенхаген е одржана првата меѓународна конференција на жените и на неја е одлучено да се прославува Меѓународен ден на жената, но без да биде утврден точен датум. Следната година на 19 март 1911 овој празник првпат е прославен од страна на повеќе од милион луѓе од Австрија, Данска, Германија и Швајцарија. По победата на болшевците во Русија, а по иницијатива на Александра Колонтај, 8 март е прогласен за државен празник. Предпладнево состојбата на границата во Гевгелија е мирна. На грчка страна за влез чекаат околу 13.000 мигранти. Утрово во транзитниот центар Винојук во Гевгелија немало влез на нови мигранти, додека во центарот се наоѓаат 10 лица, а надвор околу 80 мигранти кои немаат целосни документи. Останува праксата да биде дозволен влез од грчка на македонска страна само за толку бегалци и мигранти колку што ќе може да влезат во Србија. Забележани се неколку случаи на обид за илегален премин од грчка на македонска страна во текот на ноќта. На грчка страна пак имало неколку помали инциденти. Во повеќе српски општини прогласена е вонредна состојба поради поплавите кои зафатија Србија. Турските власти ја превземаа новинската агенција Џихан. Ова е свето денеска. Вонредна состојба прогласена во повеќе српски општини поради поплавите кои ја зафатија оваа држава. Во Краљево синоќа се евакуирани 400 лица кои се сместени во локалното училиште. Републичкиот хидрометеоролошки завод издаде предупредување дека во јужните и источните делови денеска се очекуваат поројни дождови од 20 до 40 литри на метар квадратен. Министерот за одбрана Зоран Ѓорѓевиќ со одлука за ангажирање на припадниците на српската војска во пружање помош на надлежните органи на локалната самоуправа во поплавените подрачја и за поддршка на Министерството за внатрешни работи. По превземањето на најпродаваниот турски опозицијски весник Земан, турските власти ја превземаа и новинската агенција Џихан. Агенцијата Џихан е блиска до движењето кое го предводи Фетулах Ѓулен, кого турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган го обвини дека се обидува да ја урне владата. Судот именувал тројца поверници кои ќе ја водат новинската агенција, пренесува државната агенција Анадолија. Ердоган изминатите 2 години повеќе пати покренуваше судски процеси и спроведуваше чистки меѓу редовите на приврзаниците на Ѓулен, кој порано беше негов близок соработник. Под мотото шампионот обединува насмевка, живот и едукација. Караванот предводен од европскиот шампион во автомобилизам Игор Стефановски Идже денеска гостуваше во Кавадарци. Колешката Мартина Митков во дневникот во 12:30 имаше директно вклучување од Кавадарци заедно со Игор Стефановски Идже. Да погледнеме дел од разговорот.
Огромна чест ми и задоволство што сме денеска токму во овој град. Едноставно прекрасно. Кој ќе видите полна сала, преполнета со млади луѓе кои што сакаат да се бават со спортот воено и автомобилизмот како атрактивен спорт. Морам да кажам дека особена чест ми е што токму од овој град потекнува и онаа компанија која ми даде поддршка во целата моја кариера во освојување на овие две европски титули. Тоа е компанијата Кожупчанка со брендот Синалко. Се надевам ќе продолжиме со овој успех и во иднина. Особена чест ми е, како што кажав, да на овие млади луѓе овде им представиме, јас и мојот тим, како би требало да се поставуваат во сообраќајот, сепак трките се онаму каде што треба ја да се докажам, а и сите оние станати влюбеници во автомобилизмот, така да мора да ги почитуваме сообраќајните знаци и правила во основниот сообраќај и да се грижиме сите да бидеме пошто внимателни за да има што помалку жртви во сообраќајот. Како поминавте и во другите градови каде што присуствуваше караванот? Да, морам да кажам дека премногу посетеност, задоволни од секој град. Поминавме 4 града, со овој град е 5-тиот град, значи така да ќе продолжиме понатаму, сакаме да поминеме што повеќе градови во Македонија, да вклучиме што повеќе млади луѓе, да едукативно влијаеме врз нив и ете така да имаме да оставиме еден белег во иднина, да сите внимаваат како што треба и да имаме што помалку жртви. И само за крај да те прашам каде ќе продолжат твоите успешни патеки, кои се твоите идни планови? Секако имаме една новина во мојата кариера, одиме во еден поголем појак шампионат, во едно посериозно првенство, европскиот шампионат на кружни надпревари, каде што имам доста фабрички тимови, каде што сето тоа првенство оди директно на телевизиите на Евроспорт. Се надевам дека за месец дена ни почнува трка и дека ќе се представиме и таму како држава и воедно како тим на она ниво како што ни доликува. Во продолжение да ги погледнеме и останатите спортски вести. Прекинатиот надпревар помеѓу Шкендија и Младост Царев двор дефинитивно ќе се игра утре со почеток во 14 часот на градскиот стадион во Велес. Поради срамната арбитража, правдата нема да ја дели главниот судија Константин Влахо, кој суспендиран откако направи многу грешки и буквално измисли пенал за Шкендија на вчерашната прекината средба на стадионот Чаир. По силниот дожд и невремето, вчерашниот дуел на Чаир беше прекинат пред 70-та минута, а утрешниот надпревар ќе се игра од почеток и без присуство на публика. Поранешниот репрезентативен чувар на мрежата Гого Јовчев ќе биде дел од стручниот штаб на најдобрата репрезентација на Македонија. По заминувањето на Ока Николов, шефот на стручниот штаб на националниот тим се одлучи Гого Јовчев да го врати во сениорската репрезентација. Како што информираат од ФФМ, со назначувањето на поранешниот голман на Вардар, работнички слога Југомагнат Шкендија, се затвара кругот помошници на Игор Ангеловски во репрезентацијата. Во репрезентацијата на Македонија, помошници на селекторот Игор Ангеловски се поранешниот репрезентативец Аргент Бекери и Иван Јовановски Карас, заложен за кондицијската подготвеност на играчите. Крка и покрај поразот успеа да опстане во АБ лигата благодарение на поразот на Сутјеска на гостувањето против Задар со 85:83. Евентуален триумф ќе го оставаше црногорскиот вице-првак во ова друштво, но Шалик промаши зицер под кошот со звукот на сирената, што значеше и дефинитивно испаѓање на Сутјеска заедно со претходно отпишаниот тајфун. Со овие надпревари официјално завршува регуларниот дел од АБ лигата. Будуќност како првопласиран тим во плеофот ќе се сретне со Мегалекс, додека во второто полуфинале Црвена звезда ќе ги одмери силите со Цедевита во репризата од ланското финале. Црвено-белите ќе имаат предноста на домашен терен, откако избраниците на тренерот Радоник славеа на домашен терен над Крка со 77:67 и ја осигураа втората позиција. Црвена звезда клучната предност ја направи во првата четвртина, пошто во преостанатите 20 минути рутински одржуваше позитивата се до конечниот триумф.
Шампионот Голден Стейт брзо се врати на победнички колосек по изненадувачкиот пораз од Лейкерс и на домашен терен славеше против Орландо со 119-113. Со овој триумф Голден Стейт го подобри рекордот на домашни победи и стигна до 45 во низа. Стеф Кари имаше учинок од 41 поени, 13 скокови, а Клей Томпсон надпреварот го заврши со 27 поени. Кливленд загуби од Мемфис со 116-103, Индијана го победи Сан Антонио со 99-91, а Кемба Вокер постигна 34 поени во победата на Шарлот над Минесота со 118-103. Нью Орлеанс триумфираше против Сакраменто со 115-112, а Лос Анджелес Лейкерс, предводени од Крис Пол, кој даде 27 поени, и Деандре Джордан, кој беше автор на 23 поени и 20 скока, го декласираа Далас со 119-90. Времето утре променливо облачно, попладни во текот на ноќта со повремени локални врнежи од дожд. Да ги погледнеме деталите за временската прогноза. Тука е крајот на дневникот. Имете пријатна вечер. Пријатно.